почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Кавадарци. Ми представува задоволство што денеска сме заедно со моите соработници, а за многу краток период повторно овде во општина Кавадарци за уште еден убав повод. Согласно планот за реализација и за реконструкција на објектите и подобрување на условите за работа за вработените во Министерството за внатрешни работи, завршена е една целосна темелна реконструкција на објектот на Оделението за внатрешни работи Кавадарци. Посебно ми е драго што колегите од оваа наша организациона единица од денеска и официјално добиваат еден квалитетен, реконструиран, саниран работен простор и амбиент кој што во многу ќе допринесе за подобрување на квалитетот и стандардот на работењето и услугите што полицијата ги има кон граѓаните како сервис на граѓаните. Дел од објектот на Оделението за внатрешни работи Кавадарци беше во многу амортизирана, оштетена состојба, што објективно представуваше потешкотија во извршувањето на работните задачи и активности на вработените секојдневно, меѓутоа и во остварувањето на правата на граѓаните на општина Кавадарци. Покрај објективните пречки, пред се заради актуелната пандемија од COVID-19, горд сум што успеавме во предвидениот рок да ги завршиме градежните активности кои што започнаа некаде кон средината на октомври 2020 година и за многу краток временски период извршивме реконструкција на 4 објекти во Република Северна Македонија, што представува исклучителен резултат. Посебно сакам да истакнам дека за овој објект на Оделението за внатрешни работи во Кавадарци од средства на Министерството за внатрешни работи од буџетот одвоивме 8 милиони 712 хиљади денари. И се разбира дека ние нема да застанеме тука и во 2021 година продолжуваме со несмален интензитет и тоа да ги остваруваме овие наши активности пред се за подобрувањето на условите за работа. Заради тоа што ако сакаме да имаме ефикасност во работењето, ако сакаме да имаме зголемена безбедност на граѓаните, ние мораме да имаме и мотивирани полициски службеници. За да имаме мотивирани полициски службеници, првиот предуслов е да направиме навистина добри услови за работење, на тој начин да тие бидат мотивирани, добро да бидат опремени и секако да имаат добри месечни примања, се со цел да бидат и економски сигурни и стабилни во работењето и остварувањето на екзистенцијата за себе и за семејството. Сега во моментот работиме на реконструкција на 3 објекти, целосна и темелна реконструкција на секторот за внатрешни работи во Кавадарци, исто така реконструкција на објектот на Оделението за внатрешни работи во Ресен и реконструкција на полициското оделение во Маврово Ростуши. Тоа се 3 објекти во кои што е во тек реализацијата. Секако дека според нашите планови и проценки кои што ги имаме за следните активности во смисла на амортизираноста на објектите и потреба од реконструкција, продолжуваме со следниве објекти. Тоа е Оделението за внатрешни работи во Прилеп, целосна и темелна реконструкција, полициската станица во Крушево и полициските оделенија во Чашка и во Дојран, за што веќе обезбедивме финански средства од буџетот на Министерството. За нас и натаму ќе останува императивно прашањето за квалитативно и квантитативно подобрување на материјално-техничките услови на сите наши вработени. Затоа оваа активност ќе оди во континуитет. Секако дека за 2021 година планираме и градба на 2 нови згради кои што се составен дел на секторот за внатрешни работи во Скопје. Една полициска станица во Аеродром и за полициската станица во Бутел. Меѓутоа тоа се активности кои што дополнително ќе ги најавиме во моментите кога ќе бидеме подготвени за реализација. Благодарам на вниманието.